Драги гледачи, 180 степени на телевизија Телма стигна до својата елиминацијска фаза. Денеска со мене тука имам 5 надпреварувачи, со кои што искрено и веќе се зближивме. Меѓутоа, денеска покрај едукацијата, што сите ја очекувате и што сите ве задржа пред малите екрани, ќе видиме малку драма. Еден од овие 5 мои веќе драги надпреварувачи ќе си заменат дома. Како се чувствувате, Лука? Испудено, ефтен. Братка? Јас малку опуштено. Супер, драго ми е да видам и таква енергија. Резултат од претходниот пат. Лиле, дали предпоставуваш што ќе спремаме? Сигурно. Ајде да видам од прва да го погодиме. Нешто сладко. Точно така. Млеко и ориз. Сутлијаш Сутлијаш. или сутлијач, како сакаш. До старица. Колку пати имаш, Лиле, сварено сутлијач, еве, во твојот живот? Многу пати. Лука? 0 пати. 0. Жане? Предизвик за Ја тоа. имам повеќе пати. Повеќе пати. Ана, ти? 0. Па тука више ни се најавува еден надпревар помеѓу искуството, да речам, кулинарските ветерани, искусни домаќинки, кои што сутлијашот им бил како добро утро, и енергијата на младите, која што тек ќе мора да го изработи својот модерен или новата верзија на сутлијашот. Ја за сутлијашот само ќе ви кажам следново. Внимавајте со оризот, комплексна суровина е, значи користиме кочански, македонски ориз од сребно зрно. Не сакаме да добиеме алденте премногу, иако ќе прифатиме малку алденте, меѓутоа нашата традиција секогаш била оризот да е добро варен. Се слагате, Жане? Оризот би требало да е добро варен, никако преварен. Понатаму, ќе ви дозволиме да ставите ваш печат на сутлијашот. Лука, Ана, ете, да му даете една модерна димензија. Значи, да искористите сезонски состојки, да искористите некои додатоци, што накратко ќе ви ги објасни кој друг ако не Златко Таневски. Се надевав на нешто благо, на нешто сладко да направиме, брзо, лесно. Туфахи, тоа се јаболки со шлак, со така нешто. Тој колач на брзина. Сладко и брзо и лесно се подготвува. Не одзема многу време, за 30 минути ќе се спремеш. Сега шлагот да се измати треба малку време, меѓутоа самиот колач како колач за 30 минути ќе го направиш. Тоа е лесен, благ колач. Мислам дека судиите ни спремаат нешто што нема да биде толку тешко, но ќе биде лесно да се погреши и дека ќе мора да искористиме некоја посебна техника, па затоа сум возбуден за едниот предизвик. И мислам дека може редно време да направиме нешто благо. Здраво и од мене. Само уште нешто да кажам. Немате по-ригорозен судија за сутлијаш од Златко, бидејќи се познаваме многу добро и нешто што обожава и што мој омилен десерт. Јас искрено не се радувам толку што еден од вас ќе се оди, но се радувам на тоа што ќе пробам толку различни сутлијаши, со толку финеси своји дадени во тоа и уште еднаш ќе напомедам. Не сакаме преварен, не сакаме жив или недоварен. Идеално кремаст, идеално сварен, тоа мислам дека ќе одлучи за се. Оставаме на вас да направите својата верзија, дали тоа ќе биде традиционалниот со цимет, што реално за мене е повеќе во зимскиот период омилен, дали ќе биде да речеме нова верзија со малку бело чоколадо, ќе ви објасниме накратко и кои дополнителни производи ќе ги имате на помошната маса. Спремни сме? Да, спремни. Да почнеме. Денеска искрено и приватно некои малери ми се случија. Не знам дали ќе ме следат и сега во емисијата елиминациона или не. Се надам дека нема, меѓутоа како трнал денов може да се очекува денес. Идеи има многу, меѓутоа под притисок, знаете како и сега да ме прашате како се викам, наверојатно ќе утнам. Не знам. Ќе оставиме да видиме што ќе ни изненадат и како ќе успеам да се подготвам и спасам. Надпреварувачи сутлијаш. Едно од наследствата што ни останале уште од време турско. Самиот збор сутлијаш, суд на турски значи млеко, се одомаќенил на нашите простори широм Балканот.
имаме многу варијанти на истиот. Меѓутоа, нашата варијанта, конкретно за Скопскиот регион, од секогаш била, као што мајка ми го подготвувала, најпрво оризот допира вода. Значи, оризот сака да допре вода, за да скробовите доволно се сварат. Понатаму можете да почнете со додавање на млеко. Иако, доколку користите и некое млеко што е безмастено, доволно е ретко и доволно ќе го свари оризот од сам почеток, можете и со млеко да почнете. Во овој случај ние имаме алпско млеко од нашите пријатели президент и го имаме путерот кој што ние лично обожаваме да го користиме во кулинарското училиште, кој што исто на крај може да му даде кремавост на сутлијашот. Ви нудиме нешто сезонско, да ставите свој печат. Злате, нешто да додадеш? Јас можам само мал да дам како сакам јас да го готвам, како сакам исто да и да го конзумирам. Откако ќе освариме оризот, правиме на смеса од страна со кора, лимон, маскарпоне, малку крем, со која подосна ќе го зачиниме оризот, ќе му даде оваа структура, а и подосна нема да стегне, да биде сув, него и понатаму ќе биде доста кремаст. Па, во оваа емисија јас размислувам дека би требало нешто благо, затоа што на ранните емисии имаше повеќе на менито, имавме некои макала, некои салати и онака денес размислувам дека ќе биде нешто благо. Ако ја би можела да изберам, би сум избрала некој рецепт од постароите рецепти на колачи. Би готвила можеби некој италијанско јадење, нека паста можеби. Јас би сакала да имаме таков некој предизвик. Или можеби некој десерт, некој нешто благо, некој крем со јагоди или не знам нешто така, благце да биде. Точно, ние во кулинарското училиште имаме еден метод кој што ни дава за шанса да контролираме температурата, бидејќи голема количина на ориз кога се вари, многу е лесно по самата инерција топлината да го превари. Така да ние го шокираме на половина пат, меѓутоа ова не мора на вас да ви. Значи, го цедиме од самата смеса што се варал, што е смеса од млеко и вода, и понатаму ние ја контролираме кремавоста со тоа што додаваме од топлиот ориз, го ладиме со шеќер и со додатоци кои што спомна Злате, можете кора, лимон, можете маскарпоне, ја с големи кремавоста, можете и путер, путерот е 84% млечни масти, можете да му додадете пржен бадем, да подпечете бадем, можете да додадете јагода, бело чоколадо, исто така ќе ја зголеми и кремавоста и вкусот, одлично се спојува со јагодите, одлично се спојува со малините. Сите артикли изложени функционираат меѓу себе на еден начин. Спремни ли сме? Прашања? Користете не, имате две прашања, правилата остануваат исти, 35 минути имате, сосема доволно, ние нашиот сутлијаш го правиме за 15 до 20, сосема доволно оризот да се свари доволно. Доколку нема прашања, Кората од лимон треба да биде рендена и споена со... кората од лимон, Жане, секогаш површинскиот слој, само жолтиот дел, да не навлеземе до белиот дел кој што е горчлив. Имаме фини рендиња, ќе си земете сега, ве молам станиците, сакам да се спремни, не сакам да видам дезорганизираност, функционирате како тим, доколку може да си помогнете меѓу себе, секогаш дозволено. Почуваме ли? Кората ставаш во маскарпонето, ја мешаш тоа? Кората ја ставаме отпосле, во врелиот сутлијаш кога го мешаме. Да, докато... Меѓутоа, насоките, нека не ве збунат. Правете онаа верзија на сутлијаш за која што се чувствувате сигурни. Елиминацијски циклус е, ве молам, не експериментирате многу. 35 минути почуваат сега!
Нема да се откажам, ќе се потрудам да бидам подобра од минатата емисија. Се надевам дека ќе имам некој предизвик што ќе ми биде лесен. Нема да ми биде некој изненадување, ќе ми биде резултатот ќе ми биде подобар од минатата емисија. Јас, иако очекував искрено да бидам дека барам во некоја елиминациона епизода ќе завршам, затоа што брзо видов дека го немам искуството што останатите на преварувачи го имаат. Ја имам желбата, ја имам пасијата, го имам мирокот. Прилика и знам која состојка со што можам да комбинирам, сега некаде ќе погрешам, некаде не, некаде ќе имам среќа па ништо ново можеби ќе измислам. Меѓутоа ќе видиме. Се надевам дека ќе продолжам да се снаоѓам. Јас лично сум задоволна што ми скочила од мојата комфорт зона, што воопшто сум тука. Така да секој нов ден, секоја нова емисија е веќе бонус за мене. Надпреварувачи, дали ги замисливте вашите креации во глава? Веќе Под се прилика. спремат коленка. Убаво Видиме рече. времето колку Убав ќе низен дозволи. клас. Мора да биде спремен. Малајте, на оваа температура може да ви загори ако не мешат постојано. Мешам, не е ништо топло. Не сакаме пресладок, сутлијаш. Не сакаме и без шеќер. Утре за што ќе го користите? Да оставам во... Ја обично додам масло. Сега ставам. Може сега да почнам со млекото додавање, така? Дали знаете сооднос на варење примерно на 100 грама ориз колку треба течност? Лек. Тогаш завршите до крај. Мешете и пробувајте постојано. Ако не сте сигурни, пробувајте. Дали го измислите оризот пред подготовка? Јас го измислам. Добро. Не е лошо еден слој од тој скроб, бидејќи нашиот ориз е доста скробен. Во случајот не правиме ризото кај што ни треба огромна кремавост, меѓутоа сепак мора и да оставиме нешто од скробот, сакаме и нели традиционалниот сутлијаш е цврст, желериран. Некои додаваат и пудинг, сум слушнал и за такви рецепти во сутлијачот. Си слушнал за тоа пудинг ванила? Има доста. А турците го запекуваат, знаеме. Има многу помалку зрна во нивен сутлијаш. Јајце мислам дека ставаат, мислам дека дали жолчка или... Жолчка да, го жолчка запекуваат. да И за разлика од нашиот има доста помалце зрна во нивниот. Да, Нашиот е нашиот е повеќе на ориз, да. Исто така смесата да не биде, да не доминира ориз, да не доминира, да биде идеален баланс меѓу ориз и смеса од млеко. тука имаме и нане. Тоа за декорација или може некој? Декорација, како ставува, доволно експериментирав внатре, ставив други зачини, така да ова само за декорација. Дали ја разбравте нашата техника што ви ја објаснивме на почеток? Ако не ја разбравте, ќе ја поновам уште еднаш. Ние го вариме сутлијашот во млеко и кога е идеално варен, истиот го седиме. Го сечеме тој процес на варење со додавање на шеќер и понатаму додаваме од смесата од млеко што сме ја процедиле и ја правиме нашата идеална кремавост. Нормално тука и ванила. Ванила тапчиња за жал немаме денеска. Јутре имате Шеќер, арома но? ванила. Бе, сакаш да ги карамелизираш? Да. Си Секој правил рецепт тоа? внимавајте дека Да, ја знам со дали малку се сол.
Солта ги истакнува Мислам дека вкусовите. ги изгреши на почеток. Добре дојдете и по десертите. Идеално се хлопува со шоколада, со карамел, па и во сутлија со малку Може сол. би ти бил да почнеш со вода на карамела. Да ставиш тука и вода, Се што е направо сутлија. вака е голема веројатност на толку малку шеќер, голема тава дека ги забере карамелата. Премногу сладки Вода десерти. и мотивко. Кога би ја поминала оваа емисија, би сакала барем уште 2 емисии да одам понатаму да научам нешто и да се надградам себе си. Во секој случај ова е едукативна емисија. Во секоја емисија учиме по нешто, така да ако ништо друго ќе научам нешто. Ама би сакала барем уште 2 емисии да одам понатаму. Не ми е се едно што сум во елиминација, не ми беше замисол да бидам тука уште веднаш, али тоа нема да ме запре и ќе продолжам понатаму, не се откажувам. Мислам, предност, тука сме, сите. Може еден или двајца одат по младите генерации. Ние по старите, тука сме. По старите генерации, со готвењето. Владе, тишина. Фокусирани сте. Ја разбирам дека на никој не му се оди дома. Тоа не знам дали Али дајте малце, насмете се, супер оди, малце да видам насмевки. Ана, така. Јас сум секогаш И да одиме дома, да одиме со стил, така. Ќе си одам или не се Така, тоа сакам да видам. Тоа е духот, браво. Сакаш една услуга да ми направиш? Не услуга, не можам услуга да направам. Можам само професионално да ти помогнам, ти следуваат две прашања, повели. Професионално, мога се власти да получиш. Вода, ајде да се малце во бара. Види, имаш одмah асистенција, тимска игралачка. Така е. не знам која ти е идејата, ама зрното е варено. Опа, ти се свија Жане. Жане покажува веќе полн потенцијал. И се топање и сервирањето. Што планираш? Помина 18 минути. Имате дегустациони лажички, пробувајте цело време, пробувајте, молам. Некако нервозно ми делуваш. Нема потреба. Мислам дека тоа не е паметна идеја така во подседите. Земете поголем сат од долу, не е паметна идеја така во седите. прашање дали го можам да Не, немој тоа на тоа, стај си го у тенџерче. Тоа не е допредвидено, бидејќи нема инокс, индукција. Тој инокс е магнетен. Ставите го имаат, овие садови го немаат, значи. Јас се гледам за понатака во оваа емисија, така да јас сум јако оптимистички гледам и така да мислам дека ќе идеме понатака, ќе дадам се од себе за да идеме понатака. Па мислам дека ќе ја поминам. Мислам. Пржи чоколадото? со малце путер. Да се растопи. Има само со толку енергично мешање го крши зрното. Виж, малку делува како искршено, полека. Исклучи, остави да има време. Сува карамела? Пробам, не знам дали ќе успеам. Ќе се обидам. Сува карамела? Треба да ја лагам. Очите во неа. Да. Имам време, во секој случај. Во оваа емисија имаме постари и помлади членови. Младите ја носат онаа доза на свежина, некои експерименти, да речам, нешто ново носат, а постарите ја носат традицијата со себе, па така да може би искуството ќе си го направи своето. Ја мислам дека искуството ќе биде тоа доминантното. Не преверува, че ви преостануваат последните 5 минути. Потпуново? Да, имам време. Има време. Како е тука? Не е толку. Не е според план. Не е според план, ама ќе
Ќе се оправим. Дајде преземеш нешто. Менуваш тактика или Едино побрзо да ми се стопи чоколадата, ми е муса чоколадата. Има време да пробиш што е ново. Це не е лошо. Бело го остави во водата да стои, да се стопи. Што ви пресе? Да изгледам во вода. Не? Не, ми се расипе, да се пријача. Ајде, слове джокер. Да изладиш во вода. Користам джокер. Ако изладиш во вода, прво ќе добиеш ефект на Мучење. инстант лава, значи ќе почне сето тоа да ти прска, може да се повреди. И ја користам джокер. Второ, што сакаш да постигнеш? Дали сакаш карамелата да ти биде крцкава? Крцкава. Тогаш историја на пекарска хартија сега. Злате, помогни и малце Радка искористи джокер, дај малце пекарска хартија ливче и ќе се улади на пекарската хартија и после можеш да си ја кршиш. И ја користам джокер. Немој во вода никако. Добро. Повели, особено Фала. Не ми се стопи чоколадото. вака сега. Овде имаш загорено чоколадо. Да, верно. Фрли го веднаш, не може да го спаси човек. Шекерите од чоколадото се више изгорени, чоколадото е распаднато, значи музијата е скршена, Добро. чоколадото се топли на ниска температура, мислам се растопува на нежна температура. Ова ти е загорено. Осеки. Да, не можеш да го вратиш. Ќе измислам. Имаш 4 минути, не брзај. Ете така, на пекарска хартија. Тоа е. Фала многу за совета. Уште еднаш ќе ја прашам дали би ни сервирале нешто што не е јадливо. Темнотата нека биде извлечене полка. Да видиме дали ќе слободно оваа карамела. Владија малце со крпата. Това време ќе се распреми. Значи винови полото. Внимавајте, белото чоколадо е полно со шекер и може брзо да загори. Топењето на бело чоколадо не е баш пожелно на високи температури. Белото чоколадо речи си 60% шекер. Какао путер има околу 10 до 20%. Ја немам купено бело чоколадо и баш да затоа. Супер, ете, научи слуши нешто. тоа што ми се Само случи. гледа, не си одиш дома ректо. Ако е потребно и оди без тоа, подобро. Имате уште 2 минути. имаш време малку да обрнеш и на чистотата на станицата малку да средиш. Уште минута и пол остана. Дали може да ми се стопи карамелата од топлината на светлијачот? Ќе видиме. Последни 20 секунди. Ете така. Фала на помошта. Чистење станици, сервирање. Тоа во куме значи 10, 9, дадеме некој си да нарекува. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и оставај. Ѓути. Сутријаши 2, 3, 4, 4.
Пет сутлијаши. Аплауз. Нека победи најдобриот. Одиме на дегустација. Дојдовме во финалниот дел. Лука, Лилијана, Радка, поведете. Лука, пристапите, молам. Денеска приправим сутлијаш со вкус на ванила и бело чоколадо, настрана сезонско овошје јагоди со рендано бело чоколадо и миндали. Како го спремаше, објасни накратко? Прво го варев оризот во вода, потоа додадов млеко, додека не се сгусна, па додадов путер, бело чоколадо и ванила. Дали имаше пресходно измерено течност во сооднос со оризот или... 250 мл вода на 100 грама ориз и 200 мл млеко. Колку може оризот да прими максимум вода? Па... мислам дека беше 3, наспрема 3, да. Тоа е кога ќе правиме пилав стил на ориз, кога ќе треба целата вода да ја упие оризот. Да. Тоа е максимално. 1:2 е нешто најчесто домаќинките што готват. Кога се готви сутлија, сакаме да имаме и остаток. Затоа ставив 2,5. 1:2. 2,5 не е според мене доволно. Ќе пробаме. Зошто се мачеше со чоколадото, дали знаеш? Кои се двете компоненти што чоколадото се најголеми непријатели на чоколадото? Па порано имам топено чоколадо. Што чоколадото највише би требало да внимаваме да не дојде во допир со? Со многу топлен. Второ? И... не знам. Вода. Вода. Така. Јас не те видов, меѓутоа Злати ми каже дека си додал ванила, есенција, Да, тоа ми што има голем дел вода. Сега, тука имаме 3 можности да го извадиме чоколадото од таа ситуација, да знаеш за воднина. Една можност е да додадеме уште чоколадо, за да оптимизираме да има минимум вода. Втора опција е да додадеме крем за матење, овој што го викаме павлака, крем за готвење. И трета опција е да додадеме уште вода, за да го надминеме оној 20% вода во однос на чоколадо, каде што шекерите прават инвертна една фаза и се конвертираат во сируп и ќе добиеш чоколаден сируп. Значи да знаеш за уднина. Исто така внимај со белото чоколадо, има голем процент на шекер и не комплицирај, да пробаме да видиме сутлијашот. Превара. Нема. Зем малку пробај. Пробај го ти своето сутлијаш. Мене ми убав. Што ќе кажеш вака прв впечаток, дали има онака карактер, дали е на текстура добар, дали е на вкус добар? Мене лично вкус ми се свига повеќе ми е на ванила и на бело чоколадо. Тоа ми беше и целата. Не ми е многу блак, не е многу шекер да сам. Тоа е единственото што е. Сакав повеќе да е лайт некоја верзија со ванила и бело чоколадо. Ванила ти ако премногу ја нагласуваш, во сутлијашот толку не е нагласена, повеќе зазема став чоколадата. И искрено мене ми сметува што е преварен и зрното е искршено, не е во целост. Иако е некојаш преварен, а зрното цело, тогаш е веќе друго. Тука е и преварен и искршено е зрното. Ти благодарим. Идејата со чоколадото денес ми беше да ги
Потоа помеѓу годите и бадемите со чоколадо и да ги сервирам врз сутлијашот, али не успеав. Мислам дека текстурата на сутлијаш мене лично не ми беше нешто. Беше ми окей, не ми беше нешто посебно, ни нешто лошо, но сепак судиите одлучуваат и они го имат главниот збор. Милјан, повели? Повелета? Накратко, како вие го спремивте вашиот сутлијаш? Најпрви со вода. Ставив во тенџере, водата зогре и сутлијашот го промешав неколку пати да омекне. Малку солца. Ставам по старински од мајка ми тоа станало. Малку само солца на врв и чекав малку да омекне. Потоа ставав млеко постепено и го мешав цело време додека да добие една густина. Почнав да се вари, гледам дека се вари и додадов уште малку шекер. Тоа ми беше некаде пред крај. И ванила за вкус. И чоколадце 3 коцкици. 3 коцкици на крај. Белото чоколада е многу благо, меѓутоа 3. Дали, Лиле, те прашав неколку пати, ќе ни сервираш нешто што не се јаде во тањирот. А не знам што да сервирам. Ми се допаѓа јагодата, меѓутоа, гранче. дали можеше ова да го тргнеш? Чисто за декорација, не за ја. Ама, дали би можело ова да биде декорација? Па не се. Не, те прашувам. Интересно, така Нели? јагодка со гранче. Исто е. Може пола јагодка да се... Концептот да ни сервираш гранка, мислам, или лист, или било што е нејадлив и мелницава бибер Право сте. е исто као концепт. Мене ми дојде така Сутлијашот е сув, очекував малку по кремас, доминира ориз, ова е како пила со млеко. Пилав со млеко. Пила со млеко. Не гледаме сутлијаш, не гледаме таа млечна маса што исто би требало да биде со однос. Подобро ти е зачинет од на лука. Подобро е, мислам, да речеме, повеќе има карактер на вкус, варене на граница во рете. Декорацијата нема исправен пат, те молам све што е во тањерот да биде јадливо баш како и оваа јагода. Океј? Молим те, тоа е нешто што ви ве прашав 2 пати и повторно. Инаку оризот е варен На граница. на сама граница. Сама. Затоа што нема што друга декорација. Ореви бадеми не сакам со ова, меѓутоа. Можеше Малку е без ништо. повеќе во некој случај, освен да ни ставиш нешто што тотално штрчи. Ти благодариме. Фала, Лиле. Јас денес направив сутлијаш по рецепта на комисијата. Бев задоволна од целиот процес на варењето, на самиот ориз, на самиот состав, млеко, се поред, шекер, поред, мислам, додавав, така да дојдов до една граница на омекнат ориз. Меѓутоа, комисијата бараше да биде рецептот понивно, да се направи сутлијашот, да биде и сочен, и варен, и на крај да ви кажам дека ми остана малку млекце, а не сватив во еден момент од возбуда дека тоа млекце ќе ми го направише посочно. Самата комисија рече дека е варено на граница, значи толку. Ако го ставив млекцето на самото решо, температурата беше на 2. Се исплашив да не ми загори, само млеко. А може би ќе беше подобри и водичка и млекце и ќе добиев една свежина, така мекоќа на самиот сутлијаш. Одиме Радка. Радка, повели. Повикавте пријател и ни донесовте добра декорација со карамела. Искористив џокер и благодарам за тоа. Првиот обид за оваа декорација неуспешен беше, благодарение на вас добив нешто солидно. Сутлијашот како го спремивте?
Баба ми викаше дека на една мерка ориз треба да додадеме 5 мерки течност. Тоа и го спомнав, мислам дека дека оризот отприлика 5 до 6 од својот волумен, мислам од својата тежина, може да биде течноста, каде што пак на крај ќе остане таа оризот ќе биде варен, меѓутоа ќе не остане на кремаста млечна маса која што е исто битна за ни дае добар сооднос. 1 со 5 е сутлијаш, па или 1 со 6, зависно од оризот. Да, овој пат го варев само со вода и со шеќер и при крајот додадов млеко. И додадов и ванила како зачин во самото варење и декорирав со карамелизиран шеќер. Најдобар до сега, секоја чест. Фала ви. Околу декорирањето, што не побарав помош, уште првиот пат кога ја спремав карамелата од шеќер. Требаше да прашам уште првиот пат. Тај ќе ми повеќе време за да си средам станицата. Мислам дека тоа ми беше грешка. Околу самиот сутлијаш, мислам дека ми беше добар. Одев по рецепт на баба ми, еден дел ориз со 5 дела течност. Мислам дека ми беше добар и мислам дека добри оценки добив од судиите. Може би и најдобар. Се извлеков од минатиот пат кога бев најлоша. Повели Снежана. Снежана, повелете. Го тргна сега, откако ја судевме Лили или претходно? Кога ми рековте вие, дали има нешто што не се јаде, ја потоа го фатим. Готово, да пробаме. Најпрво тешко ми е да зацрпам, значи многу се стегнал, значи пак ми фали кремавост, премногу ориз, премалку течност. Италијаните би биле среќни со овој ориз, меѓутоа напоменавме, нашиот традиционален мора да е добро варен. Не преварен и уништено зрното како кај лука, туку добро варен, да речеме како кај ратка. Земи малку, пробајте малку. Ова е чисто лажиче, земи малку, пробај. Ми се допаѓа ова што си го направила со малините и кажи ми искрено дали е варен оризот. Фали малку, што не беше. Нели? Фали, малце крцка. Да. Затоа се стегнал, продолжил да се вари во тањерот и се стегнал, е испод цела течност, милитаво би искористил. Нема карактер некој посебен. Искрено многу повеќе очекував од твојот сутлијаш, да бидам искрен. Ова што го направи како декорација ми се допаѓа, што е на страна, оди добро, се вклопува и со млекото и со бадемот и бело чоколадо, ова е ли бело чоколадо или? Било. Да. Океј, ти благодариме, Жане. Денес требаше уште некоја секунда да се повари оризот, му фалеше по моје, значи уште 50 грама млеко да му додадев, мислам дека ќе беше супер. Но мислејќи дека е доволно, така да излезе дека уште за малце не беше недобар. Млеко му фалеше уште 50 грама по моје, по моја предпоставка, кој што сум готвила до сега. Денеска малце ми избрза, така да испадна. И нели потоа кога ќе го извадиш оризот, он пие течности и така да испадне малце потврст. Јас по моје дома повеќе го варам само со вода, не употребувам млеко. И на крај Ана. Сега па. Вилата, денеска си што можеше да трне наопаку трна. Идејата ја имав, на реализацијата мислам дека паднав. Чаша од која што пијам вода више цел ден е почиста од твојата чаша. Да, тоа го сфатив затоа што кога имав остатоци дека сервирав, поминав со салфетка, меѓутоа од парејата се залепи. После веќе не можам да го ичистам. Тоа искрено нас не загрижува. Ние само до нас стигна нечиста чаша. Тоа единствено скатиме, продолжи со коментар за оризот. Бијќи искрено Оризот го
ставив во завриена вода, потоа му додадов млеко. Зошто во завриена? Аха, добро, во завриена. Да, чекав водата да се направи, додадов ориз, додадов млеко, додадов сол, што најдов помешано со црвено вино, затоа што имам запамтено дека секогаш во благо се става сол, а во солено благо за интензитет. Спомна вино нешто сушно? Сол со црвено вино најдов меѓу зачините. Добро. Ставив. Црвено вино и сутлијаш. Тоа сакав да го поврзам со малината. Полека. Мислам дека не може полошо од ова. Ама, очигледно... Секогаш може полошо. Очигледно оди му добро. Ајде, ме интересира љубопитен сум. Мала цакора од лимон и мускантно орашче. Потоа ги направив малините со шеќер, ги на тава. Требаше да биде ред ориз, ред малина, ред ориз се така во горе. Не ми стигна смесата. Направив грешка и со чоколадото, заборавив дека требаше на пареа. И после под притисок ради времето уклучив ринглата појако, па после вие кажате дека не треба на појако. Чоколадот се топи на 32-3 степени. Темперирање е 4 фази процес, кој што први го растопувате, па го дигате до една температура, па го дигате до уште една температура, па го ладите до една температура. Значи, темперирање е нешто што не треба сега, само треба внимавате сега чоколадото да не прими вода, бидејќи само 3 мл вода се доволни за 100 грама чоколадо, веднаш да ви коагулира, едноставно шеќерите натре не го сакаат водата и комплетно се менува структурата. Му објаснив и на Лука што може да превземете у тој момент. Имате 3 можности. Меѓутоа, овде имаме поголема катастрофа од тоа се што наведе и би те замолил да ни кажеш искрено дали ова би го принела Никогаш не. на пријатели Не. која доаѓаат кај тебе на ручек. Не, меѓутоа искрено притисокот си го направив. Ова е своето и кулинарски како правев надпревар. грешки, обидувајќи се да се спасам, се закупував повеќе, така да сме живи и здрави. Не сакам Вие тоа да ако го чујам да пробате. сме живи и здрави. Не ме задоволува сите сме овде дојдени да видиме нешто, да видиме напредок. Отидовме 3 чекори напред, се вративме 5 чекори назад со тебе. Те молам, разбери го надпреваров сериозно. Ти благодарам, накратко ќе ви соопштиме резултатите. Денеска направив многу грешки во предизвикот. Се обидував како што сум свесна дека ги правам, да ги коригирам. Некој успеав, некој не. Една грешка што успеав да поправам е чоколадото отпосле ми текна дека на пареа се растопува. Среќи има време да го направам тоа. Меѓутоа, денеска за жал неколку грешки се изнаредија и нема време ниту капацитет искрено умствен да ги поправам сите. Притисокот е тремата да се го направи своето. Немаме место што друго да одлучиме. Ана, им ги скрати маките и неизвестноста и времето на твоите колеги надпреварувачи. Повели, накратко би сакал да ти кажам следно. Да направиш добра храна и лоша храна одзема исто време. Само тоа што разликува добрата храна од лошата храна е љубовта, вниманието и да не те фати паника. Тоа што ти викаш, мене ми е сеедно и така натаму и така натаму, тоа не сакам да го видиме од сега па натаму. Сакам да видам од вас цврста посветеност. Наградата е доволно добра за да видиме најдоброто од вашите раце. Океј? Денес знаеш дека еден си оди дома. Спремна сум ако треба. Тоа не ми се свија што си предна. Па, искрено мацала ме потишти, стварно беше аутично, ама и ми дава исто време и потек. Меѓутоа, ние ако би се откажувале на секој наш неуспех, ја, Златко, Димитар, кој се помина тука, Благоја, што е повеќе од 40 години во нашата професија, ако при секој негов неуспех, он би рекол, добро, спремно сум да си одам дома и ова, не би бил денеска тука со нас и не би бил ваш ментор. Значи, сакам да видам да се спремиш да си одиш дома,
ама не денес. Име на рецептот, па chaotic good. Има една скала на карактерни особини и јас лично припаѓам во таа, односно хаотично, меѓутоа добро, знае да биде малце хаотично, да биде неред и со доцнење и со предизвици, меѓутоа секогаш сум добра, односно со добри квалитети, само и хаосот сигурно сум со мене. Така да ако треба да му давам име на тоа денес кај што се случи, chaotic good. Имаш среќа што Александра поради оправдани причини се откажа денеска од шоуто. Те спаси звончето. Остануваш во шоуто. Аплауз, Ана. Денес успеа да се спасам, имав среќа. Ми се допадна тоа Филип што кажа дека го видел потенцијалот во мене и верувам дека е така, само треба повеќе да го истакнам. Јас сум позитивна и насмејана, меѓутоа тоа не значи дека јас не го сваќам ова сериозно. Јас си го сваќам сериозно, фокусирана сум, си имам и трема внатрешно, се обидам да прикријам таа со насмевка. Така да не значи само дека ако сум насмејана, дека не го сваќам ова сериозно, напротив. И повеќе би се фокусирала кон тоа. За вас би рекол следно, од сега па натаму. Почуваме една сериозна фаза. Сакам да видам посветеност, не сакам да видам да го разбирате секој предизвик као шала. Нормално ќе се нашалиме. Меѓутоа, кога пред вас ќе видам супер љубов во тањирите, па макар и технички да се погрешни. Тоа можам да го разберам. Меѓутоа, ноншалантност не ме интересира, не сакам да... И нашето време, и времето на сите колеги, значи не го почитувате. Кога ќе речеме стоп, од сега 35 минути, значат 35 минути. Ги тргате рацете од работните маси и не допирате ништо повеќе. Така е, дали... Не, од сега па натаму, тоа ќе биде најстрого правило. Кој што ќе допре масата после изминатото време, автоматска дисквалификација. Се на се, искрено, Злато, очекував подобри сутлијаши. Искрено и јас. Малку се разочарав, очекував повеќе. Дали имавте притисок? Дали не бевте спремни за ваков предизвик? Дали може би повторно мала количина на сутлијаш е тешко да се направи и тоа го земам во обзир? Се надевам дека многу научивте од овој предизвик. Лука? Да. Радка? Сите учиме, во секоја емисија учиме по нешто ново. Од мене толку. Оставам Злате, да ако има нешто да додаде. Се надевам само ќе извлечете добра поука за во наредни епизоди. Повеќе внимание, помалку трема, имате доволно време, за што и да треба. Имате две прашања, ние сме тука, Радка тоа денес го докажа. Фала ви на И помош. мислам дека тоа е тоа. Фала ви уште еднаш. За вас, фала. Идејата за декорацијата со карамелизиран шеќер ми дојде во моментот. Ке не го додав целиот шеќер во сутлијачот, имав малку повеќе шеќер, па оттаму дојде целата идеја да го карамелизирам шеќерот. Околу декорациите може би да, не знам, може ми треба малку повеќе да поработам на вкусовите. Декорирањето ми е добра страна, треба да поработам на вкусовите. Дефинитивно. Пред да почнем идејата со чоколадата, во главата имав идеја да карамелизирам бадеми, но се откажав таа идеја, бидејќи мислев дека ќе ми потребно многу време, па затоа пробав со чоколадата. Докој се вратил назад, би првично одел со оригиналната идеја. Првата елиминациона емисија готова. Скршивме мраз, помине елиминационата. Искрено да ти кажам, не ја замислував вака елиминационата. Јас малку се разочарав со Оризот, но Па ја очекував по-сигурна верзија на сутлијаши, особено од Джани и од Лиле, да ни донесат нешто што секојдневно го прават. Меѓутоа, валјда и ние може да ги насочивме малце во некои комплицирани димензии, кај што не требаше многу, кажав во момент, не комплицирате. Али највише ме разочара Ана што така лесно беше спремна да си замине. искрено пола би прифатил, пола не, иако прв пат готви сутлијаш, исто и за Лука важи, но се надевам дека јаделе во доволни количини до сега. Не, она кај Ана беше малку, како да кажам, катастрофа во која што изгубила волја да ја поправи. Се
Друго, освен онаа замаглена чаша на која што имаше какао, путер и што све не, ќе беше подобро. Само да сменела тањер што е минута, ќе можда ќе ја донесеш и во безбедна зона во златната средина. Како и да е, Да се надеваме дека извлекува доволна помина полука. понатаму сите, Јас мислам дека ни останува да ги поздравим гледачите, така е. да кажеме дека од наредно не очекуваат нови предизвици, Многу интересни авантури, Така не е. само кулинарски. и Следете не. метелно.